телевизија Нова во насока на представување на кандидатите за овие локални избори 2017 година. Денеска во ова студио фокусот е ставен на развојот на општина Свети Николе, каде што според поднесените кандидатури, таму во трката по гласови се Зоран Тасев од коалицијата на ВМРО ДПМН и Сашко Велковски од СДСМ. За жал во студиото е присутен само Зоран Тасев од коалицијата ВМРО ДПМН, но тоа нема да не спречи да представиме што е она што се планира за развој на оваа општина. Тасев, вие се борите за втор мандат за градоначелник на оваа општина, па веројатно имате нешто од претходно што сметате дека треба да се продолжи во насока на подобрување на животот на оние кои што живеат во општина Свети Николе. Јас колку што знам, таму има околу 15.000 кои што се во градот, во градскиот дел на општината и околу 3 до 4.000 кои што се во руралниот дел, меѓутоа како главна дејност е нели земјоделството во оваа општина. Ова само едно како наговестување, едно нели запознавање со граѓаните за каква општина станува збор. Генерално сите што доаѓаат во ова студио посочуваат на екологијата и на инфраструктурата како главни приоритети за она што го сметаат во својата програма, дека би можело да ги освојат симпатиите на гласачите. Па еве повелете, дали е тоа и кај вас? Добро вечер за гледачите на телевизија Нова. Мене наистина ми е жал што против кандидатот не е тука. Јас вчера држев една пресконференција и јавно го повикав да испаднеме на ТВ дуел, да ги соочиме нашите изборни програми кои што сакаме да ги понудиме на гласачите. Според мене најрелевантната работа е кога гласачите ќе споредат што нуди едниот, што нуди другиот кандидат, кои се аргументите на едниот, кои се аргументите на другиот и што всушност и во кои термини, со строго определени термини, како ќе се реализира програмата. Точно е тоа. Основната дејност всушност на локалната самоуправа е менаџирањето со животната средина, менеџирањето со градежното неизградено земјиште, значи инфраструктурата, комуналните проблеми, маласките би рекол проблеми, патчињата, уличките, значи сето она кое што меѓутоа и локалниот економски развој кој што мора да ја влече општината напред за да општината биде успешна. Сите тие сегменти и чинители допринесуваат за развојот на една општина. Во програмата која што им ја нудиме на гласачите има над 150 проекти кои што се предвидени во строго определени термини и со кои се изворите на финансирање, кога се реализира, значи сето тоа граѓаните го добро знаат. Ќе послушам зошто го добро знаат. Загатнавте една работа дека вие веќе работите на некои проекти. Да, ние она што го сработивме го ставивме во отчет. Го понудивме на граѓаните како отчет и тоа се 4 години кои што се зад нас. Имаме богат отчет за кој што можеме да зборуваме. Меѓутоа, со оглед дека направивме огромен дел од реализацијата на програмата, започнавме проекти и проектна документација да подготвуваме веќе за наредниот период. Не можеш да застанеш. Значи, работата во локалната самоуправа е една динамика, еден динамичен, како да кажам, динамична траекторија по која што мора да се движите. Значи, тука имате средби со граѓаните, тука имате средби со тимот, имате работа на терен, морате да ја контролирате целокупната работа, меѓутоа морате и да формирате еден добар тим. Во минатиот период изготвивме дури 16 детални урбанистички плана. Никој од основањето, од самостојањето од 90-та година до сега, сите градоначалници кои ги соберете заедно немаат толку колку ние во 4 годишниот период. Тоа на општината и донесе прво фискални импликации и бенефит во наша корис, за да можеме да реализираме сето она што е предвидено, бидејќи вие за да реализирате морате да обезбедувате стабилни извори на финансирање. Доколку ги немате изборите на финансирање, како ќе ги сервисирате обврските кои што ви се дојдени и обврските кои што допрво ќе доаѓаат. Значи тоа е многу битно. Во делот што ме прашавте на инфраструктура, така е. Започнавме со одредени работи, меѓутоа еве најважната работа, која што ја спомнавте, екологијата. Така да дојдеме сега на она што се вели програмата, да ја представиме најважната работа, екологијата. Видете, ако поминувате покрај градот, прва работа на која што ќе не идете е непријатната миризма. Тоа е поради нефункционирањето на колекторскиот систем, тоест на почистаницата за
отпадни води. И сега сите велат ние ќе го направиме вака, ние веќе сме во поодмината фаза на тоа, затоа што јас ја носам и одлуката, можете да ја погледнете, со која што прекограничната соработка ИПА компонентата, втората фаза, ни одвојува 10 милиони денари за реконструкција на оваа прочистителна станица. Ние во програмата го ставивме тоа во две фази. Првата фаза ќе одиме со активирање и реконструкција на прочистителната станица. И тоа веќе крајот на октомври го потпишуваме. Не можеше тоа да се направи во претходниот мандат? Знаете како е? Општината има многу лимитирани ресурси. Тоа е првата работа. Убаво се сеќавате во какви услови функционираа општините. Значи, имавме една ситуација во која што имаме политичка криза, неможност за основната дејност да објавуваме земјиште, да продаваме, да менаџираме, бидејќи ќе има избори, нема избори, застани, стоп. И тоа се одрази на работата на локалните самоуправи. Ние реализиравме она што имавме во програмата, меѓутоа до оваа фаза не дојдовме. А бидејќи во преговорите кои што ги правевме со нашите партнери од соседните држави во ИПА компонента преку гранична работа, ни рекоа дека можеме на оваа компонента да обезбедиме средства. Зошто би трошеле средства пред време кога и така кубурите со нив, кога знаете дека ви доаѓа транша од која што можете да обезбедите средства за да реализирате голем проект. Внимавајте, 10 милиони е само првата фаза во која што ние ги имаме директно обезбедено средствата од прекограничната соработка и ќе го тоа реконструираме. Понатаму ја разборував, ги викам на состанок сите од бизнес заедницата кои што се во делот на индустријската зона Југ, а тоа се немалку фирми. Тие се спремни, бизнисмените, и тие да учествуваат во втората фаза со дополнителна градба на колекторски систем со принципот на биолагуни, со биоензим, прочистување, и тогаш би имале на вистина чиста и здрава животна средина. Значи, ова што сега ќе работиме, го има во Европската унија, бевме во Хрватска, бевме во Словенија, гледавме како функционира и така на. Затоа тоа е само првата фаза. Меѓутоа тоа многу ќе олесни. Ќе ја немаме непријатна миризба, ќе немаме нечиста вода и така натаму. Ако сакаме да одиме на вистина да бидеме комплетно еколошки чисти, значи одиме со втората фаза каде што биоензимот комплетно ја разградува штетната материја, се прави био. Тоа е доста важно ако знаеме дека претежно се земјоделството е основна дејност во оваа општина. Ова го видовме од искуство, значи и тоа ни е доста значено. Ме прашавте за други работи за инфраструктурата. Видите, Свети Николе општина во која што имаме, нели, град, имаме села кои се позиционирани. Во кој да село да отидете, главниот проблем посебно во ниските зони, ќе ви го посочат дека е водата за пиење. Вода. Зошто? Затоа што тие се наоѓаат на ниско ниво на подпочвени води, каде што и при дождови и при други работи доаѓа до загадување на селските бунари, до селските водоводи во кои што ја имаат мрежата и така натаму, хлорирање, сите тие проблеми кои што ги имаме. Овидувајќи до тоа, значи, во втората година веќе од својот мандат, побаравме средства за финансирање да изготвиме еден голем, огромен проект. Тој е цевковод до сите села. Го направивме, го имаме проектот. Готов ни е, спремен е проектот. Значи, Мустафино, Ерџелија, Амзибегово, Кадрифаково, Црнилиште, Пеширово, со овој проект добиваат питка вода за пиење од хидросистемот Златовица. Што добиваме? Добиваме две компоненти. Прво го прошируваме хидросистемот, значи, тој ќе биде нормално по рентабилен, се разбира. Второ, граѓаните добиваат квалитетна и здрава вода за пиење. Тоа е најважната компонента која што кога сме кај здравјето и кај водата. Значи, неодмилнев дел, тоа го знаат буквално сите во општината. Дека јас како градоначалник, оваа гарнитура за прв пат после долги години од кога ставени се зафативме со менувањето на азбестните и металните цевки. Знаете што значи тоа? Некој пред 40 години, пред 50 години ставил азбестни или метални цевки. Никој досега не го фатил да го решава овој проблем. Ќе ви објаснам многу пластично зошто. Не е само работата кога зборуваат, знаете, кога обичниот гледач или слушател рече па што е проблемот да се замена? Тоа е многу голем проблем. Значи, кога ја менувате старата водоводна мрежа, а ставате нова водоводна мрежа, вие се соочувате со еден куп проблеми. Прво имате нон-стоп, бидејќи наидувате на мрежа во која што немате регулациони вентили. Многу е лесно да менувате мрежа ако имате регулациони вентили на секоја улица. Оваа улица го затворам вентилот, другите си нормално функционираат и вие ја менувате таму мрежата и правите приклучоци. Само на една улица во густо населено место, не во солитери стамбени згради, замислите, во густо населено место имате 100 приклучоци од едната и 100 приклучоци од другата страна. Ќе ја земам улица Младинска. Секој ден може да направите 7 до 10 приклучоци. Исклучувате водата, ги приклучувате нив,
повторно одите. Меѓутоа, пред тоа ставате регулациони вентили. Тоа е мачна работа. Скапа, тешка работа, меѓутоа многу исплатлива работа. Зошто? Го штитите здравието на луѓето, прво, и второ, им давате во зоните каде што се таму поголем притисок, подобар дотур на вода, немаат застој. Во иднина кога ќе се јави дефект, ги немаат исти проблеми. Знаете каква ситуација наследив? Ќе пукне цевка во јужниот дел на градот, пола град нема вода. 2 вентила или 4 вентила беа, едниот беше во горната зона, едниот во центарот и другите во долните зони. И сега треба да сопрете пола град, замислете да нема вода, за да можете да санирате таму проблем. И се уште ги имате тие проблеми. Тоа е фокусот. Ако сакате да се таргетирате на местата каде што се вистинските проблеми, почнувате од тоа што не се гледа. Бидејќи не може да правите шминки на улиците, а од долу да имате стара азбестна и водоводна мрежа. И ова граѓаните го видоа. Сите знаат дека овие работи ги почнавме, 6,5 километри нова водоводна мрежа, 4,5 заменивме, никој досега не го беше направил. Имаме и уште еден сегмент во овој дел. Во централното градско подрачје, некој во минатото, судираат сега некој во гради, ставил нова водоводна мрежа, ама не направил приклучоци. Ги потрошил парите за цевките, стоат фи 200 цевките низ целото централно градско подрачје до улица Септемвриска, ниеден приклучок нема. Што е сега работата? Така се прави замена на цевките? Не, се прави кога ќе ги приклучите граѓаните, а не да стоат цевките во земја. Ја фативте инфраструктурата во насока нели на прочистителна станица, го почнавте искрено разговорот со тоа дека има мирис бареа кое што нели. Тоа е вистината. Тоа е вистината. Зборувавме и за инсталации за водоводна мрежа што исто е едно нели од проблемите во овој дел на градот, а и на руралниот дел на Свети Николе. Но кога го фативте и ова екологијата, интересно е прашањето за таа фабрика за смет, кое што нели за кое што се дозна и надвор од границите на Свети Николе. Значи вака, тоа е многу голем проект. Би рекол еден од најголемите проекти кои што влегува и едно од важните прашања кои се наметнува за време на изборната трка. Најважно. Извинувам, сите зборуваат. Ќе го решиме сметот на овој начин, ќе го решиме сметот на овој начин. Сведоци сме дека ако денеска овде има дива депонија и шистите, утре се појавува на другото место дива депонија. Па одите таму да го решавате. Се извинувам проблемот. Проблемот со сметот мора трајно да се реши. Не се решава со памфлети и празни фрази, најмалку како што се обитува политичкиот конкурент да не залепи на нас етикета дека таму имаме депонија. Не, значи вака. Се работи за инвестиција вредна 37 милиони евра. Пари од Европската унија, грант, кој што го даваат на источниот и североисточниот плански регион за справување со цврстиот смет. Што е компонентата во сето ова? Нема да остане во фабриката за отпад ништо. Таму ќе се рециклира, ќе се двои пластиката и си оди во фабриките кај што преработуваат пластика, металот си оди во фабриките за метал, стаклото ќе оди во фабриките за стакло, компостот ќе се преработува во органско ѓубриво, во кое што ќе биде, значи тоа ќе биде на површина од 38 хектари. Хангарите се огромни, ние бевме во многу држави, видовме. Нула емисија на гасови штетни, значи не може да по стандардите на Европската унија, и сите се бореа, што е најважното, сите се бореа да го добијат тој проект во сопствената општина. Сите дадоа локации, сите аплицираат. Може да мислиш, аплицираш Штип, пробиш Штип, Куманово. На крај. Затоа велам дека тој проект излегува од границите на тој проект, тоа е регионален проект. Да. Тоа е регионален проект, тоа е многу голем проект. Ние покрај тој проект јас обезбедив 1500 канти за смет бесплатно за граѓаните. Сега ќе обезбедам уште 1700 во тек е тендерската постапка и сите ќе добијаме. Меѓутоа, покрај тој проект добиваме 2 нови возила за смет, значи добиваме 191 контейнер и ги обезбедуваме сите рурални средини, значи сите села. Ги чистиме сите диви депонии, нема веќе. Временски во период од 2 години ја затвараме постојната депонија што е близу до населено место, близу до акумулацијата, комплетно ја санираме, се ревитализира, ја затвараме, значи и почнува да работи фабриката за смет. Реков, значи таму за нема да се собира. За колку време тоа ви е во план? Значи
ние го подпишавме договорот. Финалната компонента беше и амбасадорот на Европската унија кога се пред 2 недели на 13 септември беше промоцијата на комплетниот проект во седишнието на Европската унија. Сега можете да замислите сега сите се бориме за Европска унија, мислат дека ќе се работи вон стандардите. Не дозволува Европската унија да се работи мимо стандардите на Европска. Прво не ги дава парите. И нашиот успех што е? Ќе имаме вработување на територијата нашата. Ќе имаме концесии кои што ќе се плаќаат на територијата, на општината, затоа што ќе се користат одредени ресурси од општина. Токму тоа е привилегијата и второ, ќе имаме чиста општина. Значи, во финалната фаза, да ви кажем, останавме 2 општини. Општина Команово со една локација и општина Свети Николе. И се водеше вака дебата со аргументи каде е подобро и така натаму. На крај, не ние, не општините од регионот, не општините, не Куманово, не тој регион, туку тој што ги дава парите, тој одлучи. Тој што ги дава парите и врвни адвајзери, советници, доаѓаше дури од ирска советник, доаѓаше од норвешка советници, тие користеа многу искуства и тие на крај рекоа најдобрата локација е оваа локација за да биде најисплатливо за другите општини. Значи, што значи ќе преработува и од другите општини? Апсолутно, Так. апсолутно. Затоа рекам дека тоа е регионален проект. Не, да го кажеме како што, нели, да се разбере. Отворивте, кога веќе разговаравме инфраструктурата и екологијата, еве се отворија уште, при тоа уште 2 прашања. Сами ги отворивте, тоа е вработувањето, а веќе ја спомнавте индустријската зона југ, значи има индустријски зони кои што нели треба да се доразвијат и сега во однос на претходните прашања, тоа што е многу важно кон екологијата и развојот е гасификацијата, каква е состојбата во Свети Николе? Значи, прво ќе почнам од последното за гасификацијата, затоа што ефтиниот енергенс е најважната компонента за тоа е како локомотива за развој на еден регион. Ние имаме низ целата територија на општина Свети Николе гасовод кој што го направи претходната влада. Тој оди до Неготино, меѓутоа поминува низ целата траса на нашата општина. Значи, имаме место за секундарна станица во кое што прво ќе се прими ефтиниот енергенс. Прво, индустријската зона од Чеполе ќе добие ефтин газ. Таму е најпотребно на индустријата. Со тоа индустријата ќе почне многу полесно да функционира и да не загадува толку. Тоа е најважната компонента. Дека спомнавте и дека фабриката за смет дека исто ќе биде еколошка. Да. А понатаму ние не седиме со скрстени раце. Ние знаеме дека јас тоа многу пати го кажувам, Свети Николе од слепот срево погледнете сега ако доаѓате, е комуникацијски една од најдобро поврзаните општини во иднина. Имаме брз пат Велес Штип тука на средината Свети Николе, патот фантастично направен. Автопатот е 90% завршен. Кој автопат? Да нагласиме, значи автопатот Скопје, Свети Николе, Штип, на територијата на општина Свети Николе се ставени асфалтните траки, се прават надвозниците, се осветлуваат, значи сето тоа е во завршна фаза. И тоа на нашата општина ќе ги донесе бенефит. На колку места се поврзуваат? Ние сме единствената општина која што имаме 4 клучки. На територијата на општина Свети Николе може да мислите кои бенефити тоа. Клучка Преод, кој што го поврзува северниот дел и селата. Клучка Север, северниот дел од градот на самиот лес, клучка Југ на јужниот дел од градот и клучка Кадрифако. Само од тој аспект, кога ќе погледнете стратешки што е најважно за развојот на економијата, најважна е добрата инфраструктура, ефтиниот енергенс и пристапноста. Ние сите тие компоненти Свети Николе ги добива како општина. Значи сите ги добиваме. Сега на пример со добрата комуникација, спомнавте тирзови или индустријски зони. Имаме на 20 ки нешто километри тирз во Штип. Многу луѓе од нашата општина одат и работат таму. Невработеноста од 2006, ако земете кога ВМРО бил почнал на власт до сега, е намалена од 5500 на 2000 значи 600. Тука некаде ли се јас ги немам точно тие бројки, меѓутоа во тие рамки се држи. Што е евидентен показател. Што вие во планот предвидувате во однос на развој на индустријски зони? Значи, донесовме индустријска зона југ. Во индустријската зона југ, прво на фирмите постоечки кои што сакаат. Што ви е во планот за следната? Да, тоа е, да. Добро. Па реков, поврзана е старата со новата програма, мора да бидат поврзани. Значи, мора да имате двигател од каде што почнувате. Со донесувањето на индустријска зона југ ќе овозможиме многу слободен простор
за изградба на Г2 и Г4 лесна и незагадувачка индустрија. И со пристапност до самата Клучка југ. Значи зоната е така темпирана за да буквално може веднаш да се исклучува и да се влегува во самата зона. Површината на целиот план е 69 хектари, од кои што 38 се изградени со фабрики, останатите се наменети за продажба на земјиште за фирмите кои се заинтересирани. Има довод на вода, има струја таму, имаме колекторски систем. Значи, бидејќи индустријата постоечка дел има од тоа. Тоа ќе овозможи развој. Значи, во индустријската зона Овчеполе исто така имаме слободни површини кои што планираме веднаш по изборите да ги објавиме. Ние направивме урбанизација, донесовме комплетен план од 52,7 хектари и му возможивме на фирмите да го приватизираат земјишто што се таму, меѓутоа и да се развиваат ако сака да доградува, за да може да доградува. И можност за слободно земјиште кое што ќе го понудиме на заинтересираните за изградба на Г2, Г4 лесна и незагадувачка индустрија. Во сијата овој муабет до сега разговор во представувањето на вашиот план, но и представувањето на Свети Николе разговаравме нели за водоводот, за екологијата, за нели развојот индустријски за вработувањето, но сепак и во најавата кажав дека ова е претежно општина каде што доминира земјоделството. Да. А кога зборувавме за водоводот, зборувавме за вода за пиење до Апсолутно, да. Што правиме со оној дел со наводнувањето, бидејќи нели секоја година има вести во однос на тоа, има вода за наводнување, нема квалитетот нели на сточарството таму Така, имаше проблем колку што се сеќавам со нели пасиштата. Така, јас сум по струка сум земјоделски инженер. Сум ве погодил со прашањето. Да, пред да бидам граначелен работе во македонско-израелска фирма, толку делот на земјоделието, на развојот, најважните компоненти. Имате ли план да го надминете проблемот со наводнувањето? Значи, ние имаме изготвено проект за проширување на хидросистемот Брегалница, ваторот на две села Мечкуевци и Немањици на 900 хектари. Според проценките она што го направивме, тоа се ако ме прашувате во порции вода годишно колку било, тоа било 4 до 5 милиони кубни метри вода, постицаме од капка по капка, за да направиме еден фантастичен развој. Погледнете, со глобалното затоплување, со промените, погледнете оваа година со временските неприлики. Во Овчеполијот имате само од нова година до сега 39 литри вода на метар квадратен. Тоа е апсолутно треба да се прогласи елементарна непогода. Значи, владата час поскоро ние ќе апелираме по изборите да прогласи елементарна непогода таму и да ги обештети земјоделците. Земјоделците се во ужасно лоша состојба. Меѓутоа нудиме излезно решение. Го имаме проектот, го имаме проектот. Значи го имаме проектот. Со проектот планираме да аплицираме, ако не обезбедиме средства преку државата, ќе аплицираме, ќе тропаме на странските фондации каде што би ни помогнале во делот на изградбата на овој систем. Бидејќи тоа е многу значаен систем за тој дел. Кај нас имате околу 800 до 900 регистрирани индивидуални земјоделци. Тоа во однос на другите општини е најголема бројка. Луѓето екзистираат и живеат од земјоделието. Со наводнувањето ќе се допринесе за зголемување на буџетот на овие земјоделци, за поголема сигурност, меѓутоа и за промена на структурата на производството кое што го имаат таму. Тоа е многу важен сегмент во се тоа. Ние ќе им помогнеме во тој дел и исто така ќе апелираме и ќе чукаме на сите врати да се реконструира десниот крак, значи од хидросистемот Брегалница кој што е дошта оштетен и имаме големи загуби на вода кој што доаѓа од таму, а територијата на општина Свети Никола и Лозова не се така мали територии, има големи површини кај што имаме исто така покриеност во долните делови и тука треба да се интервенира квалитетно, значи да се оправи овој канал за да може да доаѓа што поголеми количества на вода да ги немаме тие загуби. Така, сепак иако е земјоделски, како општина доминира земјоделството, па ќе повторам она на почетокот што го кажа во најавата, повеќе е урбано, односно околу 15.000 од населението живеат во градот, околу 3 до 4.000, не ја знам точната бројка, во руралниот дел на општината. Па, сепак, значи, ајде да се вратиме на оно што се вели урбанизација и подобрување на условите за живот, тоа е некакви проекти за, нели, инфраструктурно, освен она што не се гледа, како велите, тоа што не се гледа треба да се направи прво за да се дојде до она што се гледа и да преидеме на она што се вели образование, развој на спортот, нели животот во општина Свети Никола. Така. Олеснувањето на функционирањето. Да. Значи, во минатиот период направивме повеќе зафати, кои што и некои се веќе во тек, во завршна фаза, на пример, во школите ставивме енергетски фасади.
сменивме кровови. Меѓутоа тука во едниот период, значи комплетна реконструкција на детската градинка од најмалите. Тоа е многу важен сегмент. Имаме 380 дечиња, имаме 120 дечиња на листа за чекање. Имаме азбестен кров се уште на дел од кровот, мораме да го смениме кровот. Значи, точно го планираме буџетот, кога и во кој временски период ќе се почне со таа работа. Планираме да набавиме нова опрема во училиштата. Тоа е многу важно. Смарт табли. Значи, тоа е ставено во програмата. Реконструкција на ученичкиот дом, исто така комплетно да се направи. Планираме реконструкција на подрачното училиште Даме Груев во село Зибегово, комплетна реконструкција да се исто така направи. Реконструкција на гимназиската зграда. Сите овие работи се важни, бидејќи сакаме да вложуваме во образованието, како и десега, така и понатаму. Ти се важен сегмент, бидејќи секој на еден или друг начин е поврзан во делот на образованието. Значи, тука ќе се фокусираме и тоа ќе со несмалена динамика ќе работиме на таа проблематика. Понатаму ќе работиме во делот на инфраструктурата, ќе изградиме 2 нови детски градинки. Тоа е многу важно. Ви реков, 120 дечиња се на листа на чекање. Тоа и го очекував да го кажете, бидејќи ја кажавте бројката на тие на чекање и велите ќе смениме кров, велам добро, можеби на тоа ќе се задржите. Значи, 2 детски градинки. Можеби ќе беше едната изградена, меѓутоа се случи да средствата со ребалансот отидат на друго место. Имаме села кои што веќе, знаете, селата растат, велат, се иселуваат, така, сите оние кои што сакат да си работат, кои што се вредни во селата, во руралните средини, а имаат земјиште, остануваат таму, имаат фамилии, имаат по 2-3 дечиња, ти имаат потреби, реални потреби, можеби да не се направи некоја преголема градинка, ме разбирате ли? Меѓутоа, да биде димензионирана во Ерџелија, например, да го прима капацитетот на децата од Ерџелија, од Мустафини и од Кадрифаково е сосем доволно. Значи, помеѓу 50 и 100 деца во тој регион да ги прима, имаме слободна површина, имаме земјиште, значи за таа намена и тоа било одлично. Ќе го зголемиме за минимум 100 легла капацитетот на градинката во градот, бидејќи знаете, правите селекција, директорката ја сваќа, мора некој да биде одбиен, не можат сите да бидат примени. Меѓутоа, ние со нашите заложби, час поскоро, значи во програмата е ставено, веќе 2018, започнуваме со проширување на капацитетот на детската градинка Рахилка Гонева. И тоа верувам дека ќе биде на општо задоволство на граѓаните, бидејќи сите имаат потреба. Градот расте, родителите се вработуваат, динамиката е сосем подруга, нели? Ние, јас како градоначелник, треба да излеземе во пресрет на нашите сограѓани. Кои се нивните есенцијални потреби? Есенцијалните потреби се да има места во градинките, да биде квалитетно сместувањето, значи добро да биде уреден просторот, да биде осмислено сето тоа, во училиштата да имаме новитети и да се реконструират училиштата, реков со енергетската ефикасност што направивме, сите го тоа одобруваат, бидејќи навистина и прво штитите зградата. Работевме работи и ќе работиме кои што 40 години никој не ги чепнал. Тоа го знаат граѓани. Нови кровови ставаме, ќе продолжиме со новите кровови. Значи, вие знаете што не можете детето да го пратите на училиште да нема добри амбиентални услови. Во мај и во јуни да му врие во училницата, а кога во зимото да не е толку. Значи, најважни работи се тие. Тоа се почнува од основите. Досега многу успешно се покажавме во тој дел и ќе продолжиме во истиот ритам и во истото темпо да работиме. Кога ме прашавте за други важни инфраструктурни работи, знаете, која е карактеристиката на малите места? Овде во Скопје можеби секој ден одат во супермаркетите и пазаруваат. Ама ние си имаме пазарен ден. И пазарниот ден е сам по себе ден. Да се видат со пријателите, меѓутоа да се купи свежо овошје и зеленчук, да се купат намирници и се случува таму. Пазарот, мислам дека е 72 година граден, тука некаде. Се нема чепнато во него. Обезбедивме средства за комплетна реконструкција. Грант, многу малку ние ќе учествуваме во тие средства. Значи, менување на подлогата. Јас многу пати со граѓаните зборувам. И нормално, вели, знаеш, подот не е добар и така натаму. Велам, ако се зафатиме само со една работа, не сме направиле ништо. Значи, прво во пазарот тоа сега ќе ве прашам, зошто минатиот мандат не било направено, прво пазарот ќе смениме подземја. Може да мислите имаме пазар, немаме атмосферска канализација. Како ќе го перат пазарот, кажете? Кај ќе оди водата да се пери пазарот? И во минатото се перало, па се собирало долу, па комшиите реагирале. Тоа не е добро. Ви мора да имате комплетна подземна инфраструктура за да надземната ви функционира. Тоа е мојата од секогаш
залажам. Во проектот што имаме сега, ставаме нова канализациона мрежа од долу, доведуваме нов довод за вода, доведуваме атмосферска канализација, ставаме феробетон, така се вика материјата во проектот, за да може да се пери, да се дезинфицира по ХАСАП стандардите, значи мора да ги исполните тие услови. Комплетна реконструкција, надградба, сето тоа ќе ја направив и анимација една како ќе изгледа. Сето тоа многу убаво ќе изгледа кога сте ги обезбедиле средствата. И веќе сме во фаза, проектна документација готово со Светска банка, бидејќи грантот е исто така од ИПА, мора да бидете вредни да работите на проектите. Кога ќе ви доже некаде приликата, да ја фатите приликата, да не ви побегнат парите. Тоа е најважната компонента во функционирањето на една локална самоуправа. Ајде, па во таа самоуправа. насока да продолжиме уште едно прашање кое е многу важно се наметнува за она што се вели функционирање на еден град, а Свети Николе е, нели, прво град, после тоа е општина. Пазарот не може да биде замена за културниот живот во градот. Никако, не може. Бидејќи рековте пазарен ден кога луѓето се среќаваат. Да. Добро, што имате ли некаков план за развој на културниот живот во градот? Да. Значи, во минатото, она што го правивме во делот на културата беше прво потикнување на младинскиот драмски театар, сцена 71 и спортот, да. Имавме по 2 премиери во текот на годината, кој што комплетно ги финансирав јас. Значи, имавме детски фестивал. Сите тие работи ќе си продолжат. Значи, станаа сите препознатливи, онака баш автентични и граѓаните ги очекуваат. Имаме еден од најголемите мотособири се прави на Балканот. Значи, 2200 моторџи дојдоа од сите бајкери, дојдоа овде кај нас со музички групи. Планираме да го надградуваме тоа. Посебен белег во делот на културата планираме да направиме денови на Била Зора, антички денови на Била Зора. Кај нас имаме еден страшно добар локалитет, тоа е Била Зора, во кој што се открени многу убави работи, да не навлегувам, бидејќи тоа не е тоа тема на дискусија. Да, тука тие се врзани. Значи културата, туризмот се значени сегменти. Планираме да правиме посебни тури во тој дел кои што ќе бидат поврзани со домот на културата, меѓутоа и со угостителите кои што сакаат да соработуваат, а сите ќе сакаат да соработуваат. Да одиме со автентични јадења, прошетка со чеза, со античка кочија до Била Зора, враќање назад, фотографирање таму, сите тие работи, значи планирам да направам мал отворен амфитеатар, така се вика проектот. Тоа е до црквата Свети Николај и саат кулата. Отворен амфитеатар со бина, каде што сите летни случувања, настани ќе случуваат таму. Значи, дали тоа ќе бидат поетски цитати, дали ќе бидат некој, например, изведба музички групи, мили и така натаму. И што посебно е значено, во саат кулата сакаме да ставиме орнаменти од делот на Библијата, кои што ќе бидат со илуминација осветлени, бидејќи кога ќе поминувате од автопатот, тоа многу убаво ќе се гледа и ќе изгледа, бидејќи имаме и осветлен крст, многу убаво ќе се гледа. Сите тие работи рековни се ставени во програмата. Спортот, во минатото многу вложивме во спортот, го рехабилитиравме и го воскреснавме фудбалскиот клуб Овчеполи и сите други клубови ги финансираме и ќе продолжиме понатоа. Наша заложба е да се изгради една сооблекувална за да можеме да влеземе да се натпреваруваме во втората фудбалска лига и имаме тим спремен за втората фудбалска лига. Немаме услови, можеби сега од инфраструктурен аспект, меѓутоа имаме проект изготвен. Можеби ќе одиме со приватно јавно партнерство во тој дел, значи сите опции се отворени за да се помогне и да се излезе во пресрет на граѓаните. Најважната работа е, значи граѓаните не е исполнет животот на граѓаните ако само се копаат канали и се ставаат вода. Значи сите сегменти треба да бидат фатени, јас сум свесен, јас сум општествено активна личност уште од 88 година работев и во радио и во телевизија и знам колку е важно да сите сегменти на граѓаните бидат покриени, бидејќи на тој начин ќе го анимирате граѓанинот. Има ли проблем Свети Николе со иселување на млади? Видите, тоа е Спомнувајќи нели потребата за нови градинки, тоа веќе ми дава еден овака увид во работите дека можеби и намален. Имаше некоја интенција малку поодамна тие фамилии што се снајдоа на пример во Италија претежно нашите одеа. Меѓутоа сега е сопрен трендот, значи немаме толку голем тренд, иако морам да кажам дека е тоа и некој помодарство. Знаете, сега јас имав еден пример, двајца вработени и тоа со добри плати, решија да заминат надвор од државата во Америка отидоа. Сега зошто сакаме да живееме таму? Порано се иселува и во поголемите градови. Ме разбирате ли? Значи тоа е младите сепак размислуваат на начин како што тие сакаат да размислуваат. Така. Ја ви благодарам за учеството во ова представување на
општините и на плановите за развој на општините во насока нели на онаа кампања за локалните избори 2017. За жал не беше тука. Мене многу ми е жал, значи јас сакав да ги спротивставиме програмите и да. И ја би сакал да ги слушнам плановите за развој на општините затоа што тоа е нели многу важно за развој на самата држава. Меѓутоа и ова што го слушнав ми даде една слика за тоа што е направено, но и она што се планира да се прави. Се надевам дека би преземали и вие дел од кампањата од оние планови на против Сите добри проекти. И обратно, доколку победи вашиот против кандидат, дека ќе може да ги се во интерес на граѓаните. Да ги продолжи овие проекти кои што се нели од вас започнати. Тука би го завршил овој разговор. Времето од што требаше да го има вашиот против кандидат, сепак нема да ви го отстапам во насока нели. Ја ви благодарам за поканата за дуелот кој што требаше да го имаме, меѓутоа е сепак представување. Телевизија Нова ќе продолжи со представување на кандидатите за локалните избори 2017 година. Денеска за прв пат излеговме од границите на скопските општини. Тука беше актуелниот градоначалник и кандидат за следен мандат Зоран Тасев од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, Сашо Велковски од СДСМ, не најде за сходно да се појави и да ги изрази своите видувања за развој на општината Свети Николе. Следете не и понатаму, се додека трае кампањата, ќе ги представуваме барем дел од овие кандидати за овие локални избори 2017. Ви благодарам на вниманието и пријатно.